Почитувани новинари, почитувана јавност, кратко само денес известам за развојот на настаните на Комисијата за надворешна политика. За жал, пратениците од СДСМ и од ДУИ гласаа против предлог декларацијата за одбележување на 150 годишнината од раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев, иако предлог декларацијата е многу пристојна, културна и нуди проекти во образованието, во културата и во другите области за одбележување на оваа личност, која што ги вклучува и МАНУ, и Македонски пошти, и Институтот за историја, но и Министерството за образование и наука. Гледаме дека пратениците од СДСМ и од ДУИ со гласањето против оваа декларација веројатно се на истата линија со министерот Бујар Османи, кој што на еден нетранспарентен начин позади сцената договара нешто со официјална Софија и не е исклучено токму дел од договорот да биде и тргувањето со македонската национална историја, вклучително и оние великани кои што се основоположници на идејата за државата Република Македонија. Повелете доколку има некои прашања. Декларацијата сметаме дека ја поднесовме навремено, затоа што беше поднесена веднаш после празниците на почетокот на оваа година и имаше секој доволно време да има увид во неа и да даде одредени предлози или сугестии. И ВМРО-ДПМН како партија која што ја предлага оваа декларација за Гоце Делчев е спремна да прифати секакви конструктивни предлози од пратениците и политичките партии кои што мислат дека можеме да ја оплемениме и да биде подобра. И би се радувале доколку едногласно ја усвоиме барем на пленарна седница. Повелете дали има други прашања? Доколку нема, благодарам за присуството.